Добар ден. Ова е уште една емисија посветена на здравјето. Денешната тема ја посветуваме на автоимуните заболувања. Што се автоимуни заболувања, која е причината за нивната појава и како се лекуваат, ќе видите во продолжение. Останете со нас. Како што пред малку споменав, денешната тема ја посветуваме на автоимуните заболувања. За таа цел, денеска со нас во студиото е професор доктор Мирко Спировски од Институтот за имунобиологија и хумана генетика при Медицинскиот факултет од Скопје. Добар ден, професоре, добре дојдовте во Второ мислење. Така, многу ми е драго вака што ете имаме со некого да позборуваме за автоимуните заболувања за кои што се доста чести кај нас. Кажете ми за почеток, што се тоа автоимуни заболувања? За да објасниме што се автоимуни заболувања, мора да кажеме што се имуни нормални процеси, бидејќи тоа представува отстапување од нормалните имуни процеси во човековиот организам, многу кусо, колку само да се воведеме во проблематиката. А нашиот организам функционира така што има вродени механизми на одбрана, или вроден имунитет го викаме, и има стекнати механизми на одбрана, оние од кога ќе се родиме па до крајот на животот кои што функционираат. И едните и другите механизми имаат така наречени две гранки или два механизми, ако би можело да се каже, а тоа е преку функционирањето на молекули кои што се движат низ нашето тело, низ течностите, хумор е течност и затоа се наречува хуморален имунитет или хуморална отпорност, а другиот се врши со клетки од нашиот организам и поради тоа се наречува клеточен имунитет или клеточна отпорност. Според тоа имаме вроден хуморален, имаме стекнат хуморален, имаме вроден клеточен и стекнат клеточен имунодговор. Во процесите на воспоставување на овие две гранки на вродениот и на стекнатиот, особено на стекнатиот имунитет, има многу механизми кои што оневозможуваат нашиот организам да се себе нападне или да влијае врз себе. И тие механизми, јако комплицирани по својот молекуларен механизам, сепак може да ги објасниме пред широката јавност со неколку поими, а тоа е дека стекнатиот имунитет реагира само кон нешто што е туѓо. Значи, ако навлезе кај мене нешто што е мое, јас не реагирам. Или велиме, ние сме толерантни према сопственото, но реагираме према туѓото. И тој механизам на воспоставување на толеранција е доста комплексен, комплициран е, но се знаат две важни работи, а тоа е дека тој настанува и во централните имуни органи и настанува на периферијата, значи подоцна во текот на имуните процеси. Значи, основата за она што ние не добиваме автоимуни заболувања е функционирање нормално на механизмите на толеранција, односно на себе нереагирање, значи се толерираме себе си. И тука лежи проблемот. Ако механизмите на толеранција не се функционално добро создадени, се создава подлога за создавање на автоимуни заболувања. Доколку се добро воспоставени, нема автоимуни заболувања. И тука е суштината на разбирањето за автоимуни заболувања, но тоа не е доволно, бидејќи во тие неколку постулати лежат многу други механизми на регулирање на толеранцијата. Има доста тука да се кажува и не е за една ваква емисија од широк карактер, но мора да се каже дека практично централното значење денес е сигурно утврдено дека го има тимусната жлезда, која што се наоѓа позади стерналната коска, значи во градниот кош, во кој што практично во текот на создавањето на човековиот организам има три патеки на клетки на создавање, те клетки се викаат, од кои што едни се целосно нереактивни, другите се целосно реактивни кон себе и третите се нешто измени. И тука е причината. Оние кои што се реактивни, нашиот организам треба да ги уништи. Значи, сите клетки кои што во текот на
нашиот живот, од раѓањето наваму, се создадат, се способни да не нападнат нас, било која наша клетка, во тимусот се уништуваат. Така, И тоа е механизмот на кој што ние се браниме. Значи, нема ни една клетка во организмот која што би требала да не нападне себе си. Сакате да кажете дека од самото раѓање се појавуваат, може да се појават автоимуните заболувања? Не автоимуните заболувања, Значи, механизмите за или подлогата. Значи причината. Да, причината. Причината можеме да кажеме. И тука и лежи она комплексноста на тоа како ќе ги сватиме ние автоимуните заболувања. Како тоа човек на 20-та година добива автоимуно заболување кога нема ништо во 20-та година пред тоа, заправо има подлога во тимусот. Тоа би било накус овака денес што се знае, има многу други работи, но мислам да е доволно. Така, зашто се појава повеќе кај женската популација? На тоа прашање нема конечен одговор, меѓутоа има многу точни и многу прецизни докази за дел од разликите. Значи, јас ќе зборам за нив. Не сите заболувања автоимуни се почести кај жените отколку кај мажите, меѓутоа најголемиот број од автоимуните заболувања се почести кај жените. Од 4 до 9 пати, значи 900% во однос на мажите, но некои, например, автоимуното заболување на срцевиот мускул е почесто кај мажите отколку кај жените. Тоа е единствено автоимуно заболување кое што е почесто кај мажите и во тоа заболување и во сите останати се направени испитувањата зашто е тоа така. Накусо кажано, за да не одземаме многу време, постојат генетски, значи наследни фактори за тоа, но постојат и така наречени полови, што значи не се тие само генетски, туку и хормонални, нели? И машкиот и женскиот во пубертетот ги продуцираат хормоните и во тој дел докажано е дека тестостеронот спречува автоимуни заболувања, а жените го немаат, па затоа нема кој да го спречи. А естрогените не спречуваат и затоа не им помага на жените да бидат спречени, иако имаат доволно, односно во текот на бременоста и многу поголеми количества на естрогени. И тука има многу теории зошто е тоа така, дури има размислувања дека е тоа заради оспособувањето на жената да не го отфрли плодот при бременоста, дека е тоа еволутивен механизам во кој што се создадени низа на такви процеси кои што се заправо подготовка на жената да не го isfrли полуидентичниот плод, бидејќи плодот е половина од мајката, половина од партнерот, таткото или некој друг се. И тука главно лежат причините, меѓутоа има многу и генетски фактори кои што се така наречена предиспозиција или склоност кон. И во последно време се анализираат кои се, од кои гени, на што влијаат, на кои интеракции, меѓутоа ова што го кажав денес е највалидно и најшироко прифатено како точно. Таму лежат разликите во суштина. Така, колку видови на автоимуни заболувања постојат? Па во учебниците пишува дека не постои граница и не постои поделба, него тоа е континуирано и дека секоја човекова клетка и секоја човекова молекула може да биде подложена на автоимуни процеси или тоа е континуиран процес, како го викаме во медицината. Меѓутоа, има една поделба во која што практично од теоретски и од би рекол практичен аспект се делат автоимуните заболувања, тоа се автоимуни заболувања кои што зафаќаат органи, па ги викаме орган специфични автоимуни заболувања, и заболувања кои што ги зафаќаат молекулите во целина во човековиот организам и бидејќи молекулите се секаде, ги викаме системски автоимуни заболувања. Во множина, бидејќи ги има и многу кои што ги зафаќаат органите и многу што ги зафаќаат молекулите или системите. И главно во медицината така се дефинира. Значи имаме орган специфични, познат орган е нападнат од автоимун процес и молекула, позната молекула е нападната од автоимун процес, меѓутоа молекулата ја има секаде, а нападот е секаде. Значи генерално тоа е тоа. Инаку во овие орган специфични најчести се неколку заболувања и
Знаат и гледачите веројатно дека тироидната жлезда, особено кај жените, кажавме така, до околу 9 да. пати почесто, е подложна на автоимуни процеси и механизмите во органите се различни од еден орган до друг орган. Например, ако зборуваме за тироидејата, основна причина кај тироидејата или автоимуниот тироидит е излегување на молекулите при некакво воспалително оштетување, најчесто вирусно, ќе излезе молекулата од внатрешноста меѓу клетките, организмот ќе создаде против тела, против таа материја и наместо да го спаси организмот, ќе нападне тироидната жлезда и таа пропаѓа, престанува да функционира, мора да се лекува, мора да се надоместува и така натаму. А другите органи имаат поинаков механизам, не знам колку имаме време, ако мислите дека има време, би објаснил и за останатите неколку типични. Така, може да. Зашто Ако да може, тогаш еве да ги кажеме најважните и така. најразличните. Оти овој механизам е тој. Меѓутоа, друга по честота зборуваме за орган специфичните е заправо болеста на бубрезите или така наречен Гуд-Пастеров синдром, во кој што молекулите од гломеруларната мембрана на бубрезите, значи тоа е единката што функционира во бубрезите, создаваат против гломеруларни против тела, тие се таложат врз површината на клетките, ги оштетуваат и бубрезите постепено престануваат да функционираат поради само оштетување на површината и тоа е друг механизам. Значи овде имаме создавање на против тела кон определена мембрана, определена структура во бубрезите и тоа е механизмот на тој Гуд-Пастеров синдром, така наречен. И би можеле да ја кажеме и да речеме и недостатокот на холинестераза, односно кога се создаваат против тела кон површината на преносните молекули во нервниот систем, кај мијастенија гравис болеста, во тој случај тие против тела се наталожуваат на површината на синапсата на долниот дел, значи на приемниот дел, условно кажано, ги оштетуваат и нема доволно рецептори и кога се лачи во претходниот дел материја што треба да го пренесе нервниот сигнал, тоа е ацетилхолин во овој случај, тој нема за што да се врже, не се пренесува и човекот од сабајле е евентуално во релативно добра моторна или мускулна способност за работа, но во текот на денот како се оштетуваат и се намалува функцијата, некаде кон крајот на денот престанува практично да функционира. И има и други механизми, меѓутоа овие би биле така три најтипични од кои што би можело да се види дека има различни механизми. Има и други. Во овие системските е малку поинаква состојба, ревматоидниот артрит е тука најголемиот представник, најчест, најтипичен. И причината кај него е што молекулите кои што ние ги имаме во сврзното ткање може да бидат слични со молекули кои што имаат некои бактерии или вируси. И тогаш кога ќе навлезат тие бактерии или вируси, нашиот организам, сакајќи да ги нападне бактериите или вирусите, создава против тела кон нашите сврзни ткања. Секој орган има сврзно ткање, според тоа го напаѓа секој орган или оние што имаат најмногу сврзно ткање, и затоа велиме дека ревматоидниот артрит е тешко заболување затоа што нема орган, нема ткиво, нема делче каде што не е зафатено, и ако некој се повеќе или помалку, но важно секаде и напаѓа, и тоа е тешко заболување во суштина. Така, колку се опасни автоимуните заболувања? Па опасни, зависи што зборуваме под опасни. Јас би сакал да кажам дека автоимуните заболувања не може да се излекуваат. Нека не звучи тоа разочарувачки за нашите гледачи, но ние, медицинарите, под излекување подразбираме дека причината за болеста се отстранува. Имаме воспалено слепо црево, го отстраниме и сме го излекувале слепото црево. Кај автоимуните заболувања тоа не е можно до денес. Значи, тоа е прво, но тоа не е трагично толку, затоа што ако тоа не е можно, можно е лекување. Значи, нема излекување, но има лекување. Лекувањето е различно кај орган специфичните и кај системските. Кај орган специфичните се надополнува она што недостасува. Например, кај автоимуниот тироидит недостасува тироидни хормони, човекот ги прима тироидните хормони. Кај автоимуниот, да речеме, автоимуната шеќерна болест, една од видовите
на шеќерна болест, нема инсулин, пациентот прима инсулин, значи тој се лекува. Не е толку опасно. Меѓутоа, има од системските заболувања, како што е ревматоидниот артрит, лупус еритематозус, кои што се лекуваат, но не можат целосно да се излекуваат и не можат конечно да се излекуваат и тие со тек на време се помалку стануваат под влијание на лековите и сепак на крајот болеста го совладува пациентот, иако тоа се години кои што се напреднати, не е тоа во млада возраст, освен ако има некои компликации. Така да, ако зборуваме за нешто опасно, не може да се каже дека е тоа со многу голем смртен исход, но сепак представуваат сериозно заболување за кое што ние лекарите многу време и ресурси трошиме, а голем број од пациентите се подложени на тие заболувања. Така, колку во Македонија има? Јас не знам точно колку има, затоа што не се бавам со тоа, меѓутоа знам дека системските заболувања, како што е ревматоидниот артрит, зафаќаат процент од популацијата, да речеме некаде околу 1, што е доста. Да речеме, целокупната шеќерна болест околу 3% од популацијата зафаќа, значи тоа се големи бројки, не е тоа малку. За секој од нив има бројка која што за орган специфичните е многу помала од тој процент, не ги знам точно бројки. Така. Професоре, ви благодарам што бевте дел од Второ мислење. Се надам дека повторно ќе имаме прилика да си поразговараме вака и да им објасниме на гледачите нешто што не им е јасно, поврзано со автоимуните заболувања. Ви благодарам за поканата. Така. А ние продолжуваме со останатите содржини. Покрај останатите состојби на човечкото тело, со кои аюрведската медицина добро се справува, оваа древна индиска медицина има решение и одговори за автоимуните заболувања. Во продолжение разговараме со доктор Паван Мадан. Доктор Паван Мадан, може ли да ми кажете што се автоимуни заболувања? First of all, before talking about the autoimmune disease, I would like to tell you something about immunity. What is immunity? You know, there are a lot of bacteria and viruses in the environment, in the air, in the water, in the things we eat. Most of these bacteria are capable of producing disease in our body, but we are not getting all these diseases. So there is a mechanism in our body which protects our cells from these bacteria so that we may not get diseases. But in a condition sometimes when our body is not capable of stopping these bacteria to produce diseases, then we acquire the disease. So, and there is this power of protecting our body is called the immunity. So sometimes what happens is the cells which are working as the soldiers of our body, which are protecting our body, they start behaving differently and they start destroying the natural cells, normal cells of the body. So they are identifying the body's own cells as if they are the foreign cells, as if they are the bacteria, and they are attacking on those cells and destroying those and causing a disease. So this is the process which occurs in an autoimmune disease. It means our own soldiers started behaving like in a different manner, and they are trying to attack the natural, normal, healthy cells of the body. So the condition which occurs is called the autoimmune disease. There are a lot of autoimmune diseases like psoriasis, like eczema, like rheumatoid arthritis, like Sjogren's syndrome, like multiple sclerosis. There are a lot of autoimmune diseases in which our soldiers of the body start behaving in a different manner. So conventionally,
in the conventional medicine, there are a lot of methods which the scientists, which the doctors are trying to employ in these type of cases. They are like giving the injections of the antibodies. Antibodies are the synthetically prepared soldiers which are given from outside, and there are so many other things which are being given to the body, but they are not fully working properly. Како аюрведската медицина ги третира автоимуните заболувања? Ayurveda is a complete science of life. It tells us the ways, the methods to make our body healthy. It tells us the ways, the methods, so that our immunity can remain in an up level and we may not catch infections. It also teaches us to make our immunity strong so that our immune system becomes strong and modified and not behave like the way it is behaving in autoimmune diseases. In Ayurveda, there are a lot of immunomodifier herbs which, when given continuously for some period, they modify the immune system of the body, and the body's immunity becomes strong, and these type of cells don't behave in such a way. Some medicines, some herbs are like ashwagandha, tulsi, it is neem, it is giloy. These are the various names of the herbs which act in a very, very good manner to increase and modify the immunity of the body, so that immunity is made higher and no such autoimmune reaction occurs. This is one way, by the way of herbs, which through which the Ayurveda works. There is another and important part of the Ayurveda which is called Panchakarma. Panchakarma is a group of procedures which, when employed on the patient, on the person, it removes the toxins from the body and it improves the immunity of the body. This is a very technical procedure. There are many procedures in this, like the Abhyangam, like the Vaman, like the Virechan, like the Vasti. These are different names of the different procedures which, when employed to the body, they produced a kind of detoxification, and by this way immunity is increased. So we here at Planet Ayurveda are employing such methods here to increase the immunity of the body, so that a person can get rid of this type of autoimmune diseases. Од програмата на Каливита ви ги представуваме Лутеин Плюс, за секого на кого му е потребен јасен вид. Спирулина Хлорела Плюс. Алгата спирулина е многу корисен извор на хранливи состојки. Супер коемзим Q10 Плюс. Коемзим 10 е субстанција која представува незаменлив извор на енергија, потребна за сите клетки. Каливита International. Древната индиска наука за здравието, аюрведа, е присутна и во Македонија. Аюрведата користи исклучиво 100% хербални производи без никакви додатоци, додека терапиите се изведуваат од обучени физиотерапевти под надзор на доктор Паван Мадан. Аюрведата може да помогне во подобрување на целокупното здравје на човекот, од тешки хронични заболувања па се до обични акутни заболувања. Но сепак, најголема успешност аюрведата има во превентивното делување на здравието на човекот. Аюрведски центар Планет Аюрведа. Најактуелни козметички иновации. Козметичко студио Жанета Естетик. Добитник на престижната награда Златна маска за врвни достигнувања во медицинската козметологија. 16 години грижа за безпрекорна убавина и решение за вашите естетски проблеми. Жанета Естетик. Чекор до сопствено совршенство. Голема е моќта на народните лекови, што овој пат подготвивме за вас, ќе видите во продолжение.
Доколку сакате да го подобрите имунитетот, тоа можете да го направите со правилен избор на храна, а на тој начин може да се спречат и многу инфекции и болести. Доколку болеста не обземе, со подобрување на имунитетот и препишаната терапија од страна на доктор, тогаш болеста може полесно да се победи. Шампињоните се полни со хранливи материи. Тие во себе содржат селен, антиоксиданти, Б витамини кои добро влијаат врз имуниот систем. Многобројните истражувања откриваат дека овие видови на печурки имаат антивирусно, антибактериско и антиканцерогено дејство. Остригата делува како афродизијак, но и го зајакнува имунитетот, бидејќи во себе содржи цинк. Овој минерал е важен поради тоа што во себе има антивирусно дејство. Помага и во лекувањето на раните. Лубеницата делува освежително, но во себе таа содржи антиоксиданти кои се нарекуваат глутатион. Овој антиоксидант го подобрува имуниот систем, а со тоа и организмот полесно може да се бори против инфекциите. Една шака бадеми може да го заштити вашиот имунитет од негативните влијанија на стресот. Една четвртина филџан со бадеми во себе содржи 50% неопходни количини на витамин Е кој го зајакнува имуниот систем. Грейпфрут е овоше богато со витамин С. Исто така грейпфрутот е богат и со флавоноиди, природни хемиски соединенија за кои со сигурност се знае дека ја зголемуваат активноста на имуниот систем. Стигнавме до делот за козметика. И оваа емисија ќе имате можност да погледнете еден од третманите кој што ги направи господја Жанета од козметичко-фризерскиот салон Жанета Естетик. Добар ден, господја Жанета. Баш ми е драго што сме повторно во козметичко-фризерскиот салон Жанета Естетик и добро дојдовте во Второ мислење. Благодарам за поканата. Кажете ми, каква е функцијата на маската со колаген и зашто е баш во комбинација со кавијар? Па вака, маската од колаген пред се го поттикнува создавањето на колагенот во подкожното ткиво, а знаеме дека доколку се намали, после 25 годишната возраст, веќе се намалува, постоењето на оној квалитетен колаген кој што го имаме, пред 25-та. И така да е пожелно со колагенската маска, ние всушност да го поттикнеме нашиот колаген да создаде, во големо количество колагенски клетки. Колку видови на колагенска маска постојат? Па постојат повеќе видови на колаген во комбинација со одредени витамини, со одредени екстракти, како што овој пат е екстрактот од кавијар. Знаеме колку е луксузен во исхраната, а навистина во комбинација со колагенот, бидејќи колагенот го стопира биолошкиот часовник, го стопира старењето, го одржува младешки нашето лице. Во комбинација со кавијарот е навистина погодок, бидејќи кавијарот 100% ја хидрира кожата. Од која годишна возраст може да се применува оваа маска? Па, третманот, можеме да го започнеме од 25-та година, каде што веќе почнуваме превентивно да правиме, одредени третмани, каде што сме свесни дека веќе кожата не изгледа баш многу свежо како што била пред 25-та година, така да од својата 20-та веќе, секоја жена и девојка, па и машката популација треба да се подвргнат на вакви третмани. Третманот со колаген и кавијар го започнуваме со тоа што најнапред кај нашата клиентка ќе направиме шампонирање, односно ќе отстраниме сета онаа шминка која што е нанела на лицето. Вишокот го отстрануваме со водени тампони. На ваков начин сме сигурни дека кожата е чиста, отстранета е шминката и одиме со следната постапка, а тоа е специјалниот пилинг со кавијар, во чиј состав имаме и абразивни зрнца со кои што ќе ги отстраниме изумрените станици. Вишокот од пилингот го отстрануваме со помош на водени тампони. Повторно влагата ја собираме со хартиено шамивче. Лицето го прскаме со бисерна вода и кавијар за висока хидратација. И сега кожата е веќе спремна за нанесување на специјалната маска,
со кавиер, која што е спремна, измоделирана. Еве како изгледа, можеме полека да ја нанесеме. На ваков начин клиентката ќе ужива негдека од 25 минути до 40, доколку кожата е издехидрирана, ја оставаме и 40 минути. Добиваме ефект лифт, значи затегање на кожата, висока хидратација, кожата навистина станува хидрирана и 100% кавиер ја заштитува негдека најмалку од 3 до 6 месеци. Бидејќи маската го заврши своето дејство, кожата е навистина хидрирана, после добри 40 минути, маската можеме да извадиме во едно парче. Кожата се гледа дека навистина има свежина и сега како завршница нанесуваме бисерна вода. Три месеци ќе биде заштитена од дехидратација. Гледавте уште едно издание на емисијата за здравје второ мислење. Гледајте не повторно следната сабота во истиот термин. Не пропуштајте ги репризите и следете на нашата Facebook страна. До гледање.